Мајсторот Никола Малинов веќе се подготвува за изработка на овогодишната джиновска пастрамајлија, како раритетен дел од програмата на пастрамалијадата. Како и секоја година традиционално, пекарата Штипски сокак ќе ја прави джиновската пастрамајлија. Подготовките течат, веќе порачавме месо. Еден од клучните фактори за успешна и вкусна пастрамајлија е и месото, зашто штипскиот мајстор уште сега ја договара набавката. Па месото го порачавме да биде од бут, значи големината на свињата да биде до 90 кг, за да биде месото кревко. Сепак, од бут до бут има разлика. Па мора да биде, значи големината на свињата е битна да биде од 90 до 100 кг максимално, за да биде месото кревко, да можеме ние да го изработиме, да стои 48 часа во саламура или во зачини, така да потоа ќе следи и полнење на джиновската пастрамајлија. Освен ова, важно е месото да потекнува од свиња, која не била многу активна, објаснува мајстор Никола. Ако е многу активна, месото ќе биде тегаво, значи нема да биде кревко. Сите тие параметри мора да се исполнети за да добиеме еден квалитетен производ, односно пастрамајлијата да биде одлично направена и месото да е кревко и да биде добро испечено. Вториот клучен момент за пастрамајлијата е брашното, кое Никола веќе го има обезбедено. Стандардно за пастрамајлија се употребува брашното тип 400, односно подоброто брашно од лебот. Така да тип 400, ние за лебот користиме тип 500, за пецива користиме тип 400. Тоа е побело и подобро. Годинешнава джиновска пастрамајлија ќе ги задржи до сегашните стандарди, а тоа значи и стандардно големината, должината 2 метра, широчина 1,20 м, а ќе собере, се надевам како и минатата година, до 15 кг месо, 30 кг ќе биде тесто, 4 до 5 литра ќе ни биде потребно масло, како и зачини. Колку време се пече една таква пастрамајлија? Па ние ќе ја испечеме од прилика за едно 30 до 35 минути. Годинава пастрамалијадата ќе се одржи на 20 и 21 септември, а предвидена е програмата да се реализира на некогашната едносмерна улица, која сега се подготвува за шеталиште.